Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат говориме за опасните последици од пушењето по здравјето на човекот и што се презема тие да бидат намалени во светот, но и во Македонија. Еден од 10 смртни случаи во светот е поради штетните последици што ги остава пушењето, се наведува во најновата научна студија објавена деновиве. Половината од овие случаи, како што се додава, се само во 4 земји: Кина, Индија, Соединетите држави и Русија. Затоа од Светската здравствена организација бараат уште построга забрана на пушењето. Во светот и покрај неколку децениските политики за контрола на тутунот и натаму расте бројот на пушачите. Се покажа дека во 2015 година дневно пушеле речиси 1 милиарда луѓе. Имено и покрај недвосмислените докази за штетните ефекти од пушењето врз здравјето, еден од 4 луѓе во светот пуши секојдневно. Во тоа секако голема улога има растот на светската популација, но истражувачите велат дека смртност од пушењето ја зголемуваат тутунските компании, кои агресивно се насочуваат кон нови пазари, особено во земјите во развој. Светската здравствена организација во монографијата објавена годинава предупреди дека пушењето ја чини глобалната економија над 1000 милиарди долари годишно и оти ќе убие 1/3 повеќе луѓе до 2030 година отколку сега. Овие трошоци многу ги надминуваат средствата собрани од даноците за тутун, кои во 2014 година се проценуваа на 269 милиарди долари. Се очекува економските трошоци да продолжат да растат и покрај тоа што владите имаат начини како да ја намалат употребата на тутунот. Джеремија Пол од Светската здравствена организација вели: What is needed really is political will in order to implement these measures vigorously. Tobacco control not only saves lives, it generates substantial revenues as well. So it's a win-win situation. Околу 80% од оние што пушат живеат во сиромашни или земји во развој. Станува збор за производ кој предизвикува зависност кај луѓето, вели Пол, додавајќи. So it's really important that governments take action now because this monograph confirms what the WHO has always been saying, that tobacco control makes economic and public health sense. Во извештајот Глобален товар на болести, кој е базиран врз навиките за пушење во 195 земји и територии во периодот меѓу 1990 и 2015 година, покажа дека некои земји не успеале во напорите да им се помогне на луѓето да се откажат од пушењето. Поради тоа што пушењето останува втор најголем фактор на ризик за прерана смрт и инвалидитет, како што се додава, е неопходна акција за намалување на влијанието на тутунот. Тоа пак главно се прави преку комбинација на повисоки даноци, предупредување на кутиите за цигари и програми за образование. Во Македонија, каде што исто така се бележи зголемување на бројот на пушачите, се најавуваат иницијативи за известни промени на законот за забрана на пушењето. Тоа, како што наведуваат иницијаторите, нема да влијае врз здравјето на луѓето, но затоа ќе доведе до зголемување на економските придобивки на угостителите и до привлекување странски туристи. По промената на власта повторно се најавуваат предлози за олабавување на законот против пушење кој најде на остри реакции, особено кај угостителите. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ кон крајот на 2015 година предложи закон со кој ќе се укине забраната за пушење на заградените тераси и летни бавчи во угостителските објекти. Вели дека повторно ќе го предложи истиот или сличен закон кој не беше прифатен од тогашното владеачко мнозинство. Новата власт има поважни работи во моментов, но се надевам дека до почетокот на летната сезона измените ќе влезат во собраниска процедура, вели Тунтев кој е охриѓанец. Одредена либерализација по примерот на 20 земји на Европската Унија нема да придонесе воопшто кон загрозување на здравјето на граѓаните на Република Македонија, а напротив и текако ќе придонесе кон зголемување и на економските резултати на малите угостителски и средни угостителски објекти, и на бројот на туристи, и на комотноста на гостите и така натаму. Значи, истите аргументи кои ги предложивме тогаш, ги предлагаме и сега. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е сериозен во намера да понуди сериозно решение. Сега само се работи за
така да го наречам внатрешно убедување помеѓу коалиционите партнери, сега се нови коалициони партнери во парламентарното мнозинство, овој закон, сличен или истиот, повторно да влезе во законска процедура. Граѓаните кои ги анкетиравме имаат различни мислења за забраната за пушење во угостителските објекти, веројатно во зависност од тоа дали се пушачи или не. Па мислам дека е нормално тоа, во затворен простор не треба да се пуши. Па добро, треба да има одредени места да се направи за пушачи и за непушачи. Јас сум бил и во Германија, има посебно оделење за пушачи, посебно за непушачи. Иначе вака и гостителите губат од гости, промет губат. Што знам, може да е добро, може и не, ама секој индивидуално. Може да е исправно да не се пуши. Треба да се остави слободно да се пушат луѓето. Се намалува прометот. Што не може да пуши во локалот, се намалува промет, се намалуваат луѓето и мислам дека треба да прекине забраната за пушење. А што со оние на кои што тоа им пречи? Што со нив? Штом доаѓаат изгледа не им пречи. Податоците на Центарот за јавно здравје покажуваат дека и покрај забраните бројот на пушачи во изминатите 15 години е зголемен. Ако се земе предвид истражувањето од 2002 година, кај што имаме 42% пушачка популација, значи имаме одека пораст кај пушачката популација, кај што сега имаме 46%. Сепак во институтот велат дека мерките што се преземаат имаат ефект затоа што се намалува бројот на пушачи кај децата од 13 до 15 години. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во која говоревме за тоа како да се намалат штетните последици од пушењето. Следете не и натаму на Facebook и YouTube. До гледање.